Значи, како што кажав, Цивил се придружува на мерките, ги поддржува мерките на владата за справување со коронавирусот. Ја повикуваме онлайн заедницата да биде со нас во наредните 2 часа на оваа важна тема. Тоа што е интересно да се сподели на самиот почеток во техничка смисла на зборот е дека дел од нашата екипа ќе биде, ќе ги собира коментарите и прашањата, ќе ми ги достави мене како на модератор за ова да го направиме како комуникација во вториот дел од нашиот настан. Бидете со нас овие 2 часа и се разбира тоа што нема да стигнеме како коментар или прашање да го поставиме или разгледаме во наредните 2 часа, секако дека ќе го комуницираме преку онлайн платформата на Цивил во наредните денови. Се разбира, следат уште вакви настани и за почеток добре дојдовте на уште една панел дискусија насловена како жртви на режимот, сведоштва и слики. Првата панел дискусија ја одржавме на 21 декември, наредните ќе ги одржиме во текот на овој месец и се разбира и понатаму по изборите ќе продолжиме со оваа активност. Цивил како организација за човекови права се придружува кон напорите да се соочиме со непосредното минато и да ги запомниме сите лоши искуства на општеството и на државата од авторитарното владење, од злоупотребата на власта, од злоупотребата на моќта. Тоа што е во овој период за Цивил важно, за нашите членови и поддржувачи, за целата јавност е дека нашето помнење на лошите, на жестоките, на бруталните искуства кои ги преживеаја илјадници луѓе и нивните семејства со режимот, е дека тоа не може да се заборави, не сме да се заборави, а секако дека долго е очекувањето, веќе предолго е очекувањето за правда. Тие луѓе кои доживеаја трагедии, притисоци, кои беа во затвор, нивните семејства беа малтретирани од системот кој беше така скроен да може секојдневно да ги притиска и членовите на семејствата на оние кои беа под удар од најразлични причини, најчесто заради тоа што размислуваа поинаку од режимот, беа и се уште се сведоци, подсетник на тоа што ни се случуваше долго време, предолго време. Меѓутоа, за жал, предолго време беа и само еден нем подсетник, од кој луѓето бегаа затоа што не сакаат да се сеќаваат на непријатни и лоши настани. Меѓутоа, тоа не смее да биде случај повеќе. Во ова општество завладеа гласноста и се разбира, со таа гласност доаѓа и силниот, гласниот повик тие луѓе да добијат еден ден правда, час поскоро се разбира. Со сите напори што се направени во изминатиот период, таа правда полека изгледа дека и ќе се случи, меѓутоа не смееме и да заборавиме за какви искуства се работи, за да не се повтори. Тоа што во изминатите денови во подготовка на оваа панел дискусија го правевме, дојдовме до многу податоци, нови, се уште нови податоци, се уште нови стории. Јас во изминатите неколку дена како дел од екипата на Цивил во подготовките непосредно пред почетокот на оваа панел дискусија заклучив дека всушност ми требаат најмалку уште една недела за да ги соберам и да ги средам впечатоците, а секако и да се соочам со емоциите кои ги носи оваа темна, сепак темна тема. Тоа што можам на почетокот на оваа панел дискусија, пред да ги представам гостите,
да кажам, е на некој начин нашиот редовен параграф кој го имаме и во нашите соопштенија и во нашите покани до медиумите и до јавноста, а тоа е дека режимот ја зароби и ја злоупотреби државата, а особено полицијата, судството и медиумите. Секој обид да се изрази поинакво мислење го санкционираа со апсења, тортура, монтирани судски процеси и линч во медиумите и на социјалните мрежи. За жал, можеме да констатираме дека тој линч во медиумите и социјалните мрежи се уште го доживуваме, голем дел од нас. Во тоа време притворот се претвори во казна, а затворските казни беа максимални и драконски, засновани на сомнителни докази, на отсуство на докази и, се разбира, наместени сведоци. Мене ми е чест и задоволство да ги представам денешните учесничка и двајцата учесници на овој панел. Најнапред сакам да го повикам на ова место господин Слободан Богоевски, кој на нашата јавност е познат веќе 3 децении по осамостојувањето на Република Северна Македонија и човек кој е вткаен на различни начини во градењето на нашата држава, со извонредно многу познавања, извонредно многу експертизи, кои на оваа држава и помогнале да биде тоа што е денеска и може да биде само подобра. Што се однесува до господинот Богоевски, можам со јавноста да споделам, се разбира без негова дозвола, дека овој човек, наместо да биде поканет и искористен за нашиот од кон Европа, кон евроатлантските структури и сојузи, наместо да биде почитуван експерт кој на државата ќе ја понуди своји познавања, своји информации, своја помош да биде подобра, да обезбеди подобар живот во земјата, тој заврши како осомничен, заврши зад решетки, заврши како човек кој беше линчуван секојдневно на медиумите и социјалните мрежи. По него ќе ја поканам господја Емел Рамковска, новинарка, дописничка, интелектуалка, жена, мајка, ќерка, сопруга, која единствениот грев што го имаше беше тоа што беше дел од семејството на Рамковски, кој беше обвинет, неговата телевизија, медиумите му беа затворени со специјална полиција, како да се работи за наркокартела, не како за медиуми, а единствениот грев пак на таа телевизија беше тоа што не се согласуваше со режимот. Потоа, почитуваниот доктор Тодор Пиперковски, човек кој во медицината, во здравството дал многу од себе и се уште дава, но кој заради тоа што не беше дел од оние што го следат слепо режимот, заврши исто така зад решетки, со лажни сведоци, без докази. И сите тие тројца денеска ќе говорат. Се разбира, по нивните излагања очекувам и дел од луѓето што дојдоа денеска да се обратат, можеби со прашање, можеби со коментар, можеби со некое искуство кое го имаат во изминатите години со режимот. Толку од мене во овој вовед, останете со нас, коментирајте, пишувајте прашања, споделете искуства и мисли и ставови и се разбира, останете на страната на гласноста, бидејќи правдата нема цена. Благодарам, повелете господин Богоевски. Благодарам на поканата.
да присуствувам на оваа трибина. И овде денеш морам да кажам дека сум во двојно својство. Едното е тоа што господин Дерала го најави, дека јас сум дел од тој голем пакет на жртви на поранешниот режим и во својство на представник на Комитетот за заштита на правата, како почесен председател, асоциација на невладини организации кои ги изразуваат маките и интересите на жртвите на поранешниот режим. Кога доаѓав тука, морам да признам дека ми беше тешко да дојдам. Тешко затоа што секое присеќавање, макар што секој ден го тоа доживувам низ контактите со фамилиите на жртвите на поранешниот режим, ви накренуваат едни мачни сеќавања на еден период кој навистина ќе остави многу лузни во нашите сеќавања, во нашата историја. Долго време, со години и после тој период, размислував што е тоа што го овозможи тоа зло да добие такви димензии во Македонија. Секако дека првата асоциација на сите жртви се судиите и обвинителите кои ги воделе процесите. И морам да кажам дека со право се огорчени на нивниот однос во овие процеси, бидејќи за разлика од тогаш сега гледате како се однесуваат кон истите тие кои ги произведоа сите политички монтирани процеси за најтешки кривични дела обвиненија, се шетат слободно, се угледни бизнисмени, барем така се представуваат во јавноста, влакно не им фали ден денеска, нити совеста ги гриже што направија во изминатите 11 приближно години колку беа на власт. И јас во мојот вовет сакам да кажам дека покрај ваквите трибини, емисии на кои учествуваме скоро редовно, ние представниците од работството на комитетот, ние снимивме една документарна серија со 11 епизоди, чии сценарист е Маја Стефановиќ, се сеќавате, лидерот на професорскиот пленум. И јас, како човек кој 90% од луѓето кои се снимани таму и нивните фамилии ги познавам лично, или ги запознав лично, не можев една епизода да ја догледам до крај. То се такви потресни сведоштва, да просто не може да поверувате дека во 21. век на Балканот се случувале такви работи. Например, еден од случаите ќе го спомнам од детонатор. Познат вие тој со неговата криминална активност, сега што е избеган за мноштво кривични дела, телохранителот на Мијалков, за да го измонтира тој случај, како лажен сведок, тој исти бегалец сега го користеше Мијалков во сите постапки, како лажен сведок, и меѓу другите таму има една личност осудена на доживотен затвор и веќе 9-та година лежи во затвор. И нема начин како да им се помогне и на него и на фамилијата, затоа што, ќе се навратиме покасно, нашето уставно стројство, нашето законодавство е изворот, колку што е последица на владењето на одредени политички елити, сега е извор на мноштво системски злодела. Не паметам во историјата на Македонија некој за убиство, нити е ранет, нити е повреден тој човек, телохранителот на Мијалков, а еве го човекот 9 години лежи во затвор. И не може фамилијата да дојде до можност да му се обозможи фер судење. Ово го кажувам секако вовет и вакви случаи можам да ви раскажувам стотици, иако во групирањето ние што ги правевме како попознати случаи не се толку, но жртвите се со илјадници, али како групи има многу. Сакам да се обидам да одговорам на прашањето што е тоа што предизвика такво масовно лудило во тој период и да тоа лудило непречено трае,
да завладе еден молк во општеството, дури многу луѓе за кои сум сметал дека се интелектуалци, аплаудираа на тоа лудило. Станавме безчувствителни на злоделата кои се случува и пред нас и околу нас. Сметам дека сега е период на предизборија и избори, можеби не е упатно да го говорам ова, меѓутоа, ние од 90-та година, кога почнавме процесот на осамостојувањето од поранешна Југославија, барем таа генерација на која јас припаѓав, длабоко верувавме дека како самостојна Македонија, ако не нешто кој знае колку подобро, дека ќе направиме едно пристојно место за живење, една малечка држава која може многу лесно да се организира и да чекори напред како сите други останати. Во најцрните соништа тогаш не верував дека ќе дојде Македонија на, да наречам, на ово дередже, да сега расправаме за теми кои се од 19-тиот век. А во исто време говориме дека сакаме да одиме во НАТО и во Европската Унија. Клучниот проблем е во политичките елити и скриената држава која ја представуваат. Наместо да градиме модерна европска демократија, ние чекор по чекор во изминативе години градевме скриена држава паралелно со јавната држава. И нас не е неопходно да се што поскоро демонтира скриената држава. Таа овозможува да луѓето кои се на власт и во судството и во обвинителството исто така, да не одговараат за било какви постапки кои ги прават. Таква комоција е изразена пред се во уставниот амандман 27 од 2005 година, каде што вика дека судија или обвинител не може да одговара за одлуките кои ги донесува. Значи, ние неодговорноста, неконтролираната власт издигнавме како врховен принцип во нашето живење, како уставна темелна вредност со тоа. Автоматски рушиќи ги сите други темелни вредности на уставното устројство, како што е еднаквост на луѓето пред уставот и законите. Тоа возможи таква комоција да целокупниот систем на судска самоуправа се покажа, кој е етаблиран уште со уставот од 1991 година, се покажа како пропаднат концепт и што поскоро тој треба да се напушти. Ваков концепт на положба на судството нема никаде во Европа, иако многумина теоретичари ќе се повикуваат на европски искуства. Зошто? Затоа што овозможува на политичките елити, која и да е на власт, не е битно, не говорам се за партии, да си етаблира своји обвинители, своји суди. Гледате и при донесувањето на законот о обвинителство, се наметна и прашањето да се обвинител бира со бадинтер. Каде го тоа пишува, која европска земја го има и како е возможно обвинителот кој представува државата, значи јавниот интерес на сите нас, да некоја политичка елита со бадинтер би го бира јавниот обвинител кој мора тоаш да им биде послушен на нивните наредби. Тоа ни се случи буквално во времето на Груевски да доживееме едно крешчендо на лудилото, јас го нарекувам владење на понављачи или освета на понављачите, веќе им знаете какви биографии имаше таа фамилија, која прво ја киднапираше партијата ВМРО, па потоа ја киднапираше и државата. Ја направи заробена држава, држава во функција на криминалот. Џабе ние говориме за реформи, нормативни измени во законодавството, ви тврдам дека тие се невозможни се додека не го отвориме уставот. А уставот кога се отвара во Македонија секој пат се асоцира на етнички теми, што мислам дека веќе треба да ставиме точка на тие прашања, бидејќи мислам дека се изрегулирани до некаде барем. Треба да се отворат темите затоа што дај Боже што поскоро добиеме препорака почеток за преговори, сакале или не ќе Европа ќе ни го наметне тоа владењето на правото е невозможно во Македонија без да го отворите уставниот концепт. Сега може би ви прозвучи теоретски, но цело време се обидував да издешам една диагонала
Зошто ни се случуваат вакви работи во Македонија? И зошто никој не одговара за тоа што го направил? Како е возможно, по кој закон е досудена ова казна до животен затвор, например? По кој закон за кривична постапка е возможно да луѓе по 1000, 200, 1300 денови лежат во притвор, некои повеќе? Сега гледате дека никој не може повеќе од 2 месеци не одлежал. Ретки се случаите што како сега што се води во рекет. А станува збор за луѓе кои имат еден десетици истраги и обвиненија позади. Значи, докажани повторници, каде што е задолжителен притворот. Станува збор за истите суди, истите обвинители, колку гледате дека горе-долу, 90 и нешто на 100, истите суди кои ги донесува одлуки, сега се унапредуваат. Па се прашувате, ако едно општество нема чувство за правда, бидејќи правото е инструмент на правдата, не е правото над правдата, и така брзо ги забораваме сите дела што ги направиле и жртвите кои ги произвеле, тогаш ние не можам да видам дека имаме некаква иднина. Нас не ни бегаат младите и напредни кадри од Македонија, не е само заради работата, што немат работа, не е затоа што мали се примањата и така, првенствено е пораката што се испраќа од скриената држава во Македонија, дека ако не сте партиски војник, вие немате иднина во Македонија. Ако не припаѓате на политичките елити, вашата правна имотна сигурност не ви е гарантирана. Може све да ви се случи, како што овие случаи ги гледате, а да завршите не само во затвор, него со изгубени имоти. Во фокусот на вниманието во изминатиот период беа пред се жртвите на кривичните постапки. Помалце во јавноста се гледаат, а се 10 пати повеќе жртвите во граѓанските постапки. Колку луѓе ги изгубија фирмите. Буквално им беа одземени од фамилијата на Груевски и Мјалков. Со уцени, со закани, со притварања. Колку луѓе изгубија акции, колку комбинатите кои ги приватизира, особено Пелагонија. Сето тоа судот им го верификуваше на овие криминалци. Дека да, грабежот бил законит. Кој нормален човек ќе сака да остане во вакво несигурно место за живење? Од тука, прашањето на овие жртви не е прашањето само на Рамковска, моје или на Пиперковски, е прашање за сите вас и за идните генерации кои сакаат да живеат овде. Што поскоро го ставиме на врвен педестал владењето на правото и прашањето на одговорноста. Се сеќавате убаво на шарената револуција. Главната парола беше нема правда, нема мир. Таа покрена толкава енергија, вклучи толку многу луѓе кои не припаѓаат на политичките партии, некои и припаѓаат и тоа е небитно. Зошто? Затоа што чувството за правда не е прашање на свеста, развојот на свеста или општествената свест, него е тоа составен дел на човековото битие. Секој од нас препознава неправда. И ако го немаме тоа чувство, и ако немаме механизми да ја гарантираме правдата, тогаш све друго е измама. Што ќе се каже дека се прави реформа. Зошто? Може би некој од вас се прашал, а што значи зборот правда? Правдата по сите јазици има едно значение – правеш, одбележување, казнување на тие кои ги прекршиле законите и етичките норми. Овие кои масовно произведоа жртви, се уште не гледам дека некој одговарал за таквите постапки. И тоа е приоритет за мене. Поголем приоритет од било кој друг приоритет. Воедно, сатисфакцијата, општествената рехабилитација на жртвите и нивните семејства, кои на жалост еден дел и починаа во изминат период во одот по правдата, имаме потресни сведоштва за бројни растурени семејства, за малолетни деца останати без екзистенција. А
општеството и државата во целина е слепа и глува за судбините на тие луѓе, а знаат сите, ја говориме со години, дека се жртви на криминалното владење на режимот на Груевски и неговата фамилија. Нас ни е свеедно дали е Груевски избеган во Будимпешта или е тука. Ние би сакале да е тука и да му се суди. И јас со задоволство би присуствувал на тоа судење, да му поставам неколку прашања како јавност. Неќум се премногу да отидеме во системските теоретски теми, сакам да се вратам, бидејќи тука се и представници на одредени категории, на целни групи на жртви. Сакам да одбележам како режимот ги бираше овие жртви. Имаме бројни сведоштва, како работна група од владата, каде што ја, представник на комитетот, учествував во работата, при увидот во МВР, што забележав? Една општа карактеристика за сите. Се почнувало и завршувало во кабинетот на Мијалков и Груевски. Не е битно што Јанкуловска била министер, таа била безгласна буква. Една убака. Јас потекнам од таква средина и многу добро знам кои се нивните надлежности. Целосно била ставена надвор од законот. Не е само масовното кршење на правата на луѓето со незаконитото следење на комуникациите. Тоа е само еден сегмент. Во сите овие постапки учествува убака. Од прилика имаме заверени изјави на нотар, белешки. Се одвивало сценариото на следниот начин. Пред секои избори, а тоа е периодот после 2011 особено карактеристично, тогаш е пикот на тие акции, започнува состанокот во кабинетот на Груевски, а после тоа одат во кабинетот на Мијалков, државниот обвинител во најдолг период Марко Зврлевски и паджанакот на Мијалков Јован. Му реферираат кого све уапсиле во изминатата недела. И добиват инструкции што да им пренесат на судиите, колкави притвори и казни да добијат. Па потоа им дава задачи. Имаме сведоштва од началници таму што присуствувале. Вика, за колку денови можете него да го притворите? Вика, не знаеме зошто. Ке ви кажат началниците зошто. И за какво дело можете да му дадете колкава казна? Вика, најмалце 5 да му дадете. Вика, обвинителот 8 ќе му дадеме. Јас кога ги читав и слушав тие сведоштва, ми изгледаше неверојатно. Меѓутоа, кога ги погледнавме сите овие случаи, сите луѓе до ден имат лежено притвор, како што е одлучено во кабинетот на Груевски и Мијалков. Сите пресуди се донесени како што забележале Јово и Марко Зврлевски во кабинетот на Мијалков. И сите пресуди од основен до врховен суд се завршени буквално така како што е наредено. Па имаме ли ние судство? Имаме ли ние обвинителство? Не ни треба теоретски расправи за ово. Правдата е одговорност за злоделата. Ако судија не одговара за кршење на прописите, ја не знам за што друго треба да одговара он, осем да отиде на пазар да украде патлиџани или кебапи. Тоа е пораката од овие. Потоа, како ги бирале жртвите? Додеше и сами си признаваат. Мијалков во писмото до Мицковски каже, ја пред секој избори организирав масовни апсења да го дигам рейтингот на ВМРО. Јавно си признава, пошто толку му сече на него. Целни групи биле во зависност од проценката што представува за нив опасност во даден период. Например, на почеток многу им пречеше телевизија А1. И тоа беше удар жесток, го гледавме сите на камери и поинаку. Фамилијата ни многу подобро знае колку бил жесток тој удар. И одредени други новинари. Зошто? Затоа што првиот чекор на такви тирани, тој е тиранин, е да го замолкните јавноста и да упатите порака кон другите медиуми кои покасно може и да ги подплатувате со пари за реклами и така натаму, дека ако не бидете со нас, гледате како заврши Рамковски. Сите ќе завршите така.
Па потоа следеа акциите, ако се сеќавате, ги заборавивме малце, јустиција, судиите, 25 судии во ист момент. Со порака дека кој нема да се зачлени и во тој период секој ден судија што е избран или унапреден има пристапница во ВМРО ДПМН. Подпишана пристапница и изјава за лојалност дека ќе му бидат лојални на Мјалков. Не на Груевски, на Мјалков. Пашка мениците за пратениците. Можете да замислите до каде отишло тоа и што се прифатиле тие луѓе да видат. Понатаму ќе оценеа дека ние имаме проблем со јавната администрација. Покрај измените да им се овозможат услови побрзо да се пензионират, како што беше во МВР чистката, мораше да се одберат луѓе кои нешто значат во државната администрација, меѓу кои сум и јас, како бидејќи најмногу ги критикував за законот за лустрација, кој ден денеска сметам дека е голем пропуст зошто не е донесен законот за поништување на таа лустрација. И од многу други причини. И други луѓе беа жртви од тоа. Понатаму, докторската фила им беше, или медицината во целина, им беше голем проблем, бидејќи малце има приврзеници во таа фила, бидејќи докторите по природа се такви како што сите ги знаеме. Па една масовна чистка, мислам дека 25 одеднаш. Врвни специјалисти и професори кои го крепеа нашето здравство. Сите беа прогонувани, кои во притвор, кои не во притвор, али со казна, вакви и однакви, и беа очистени од таму. Тоа беше невиден удар на нашето здравство. На судиите и обвинителите се јавате на ликвидација. Тоа беше порака до сите обвинители и судии дека ако не слушате, сите ќе завршите во притвор. Тие што не послушаа, навистина завршија во притвор. И ден денеска предметот им го застареа, нити можат да побарат штета, нити можат да побарат остварување на други права во смисла се вратат на работа. Тие судии зошто ги разрешил судскиот совет? Ги разрешил со аргумент дека се води кривична постапка. А се водеше тој случај за убиството во Ореше, ово морам да го спомнам поединачно, е многу карактеристичен, каде што има наркозависник за ситни пари, прифаќа да биде лажен сведок, што покасно во ќе си каже дека сум лажен сведок со изјава заверена на нотар, предадена на судијата. Дека и не сакам да бидам заштитен сведок, али ќе сведочам лажно. Заради тоа што некој го оддал идентитетот, а он не го оддал затоа што човекот јавно настапи, јас го познавам лично, беше и ке мене да бара чаре, вика што да правам, јас не сум сведок. Да, ама 5 години судиите одлежаа затвор заради тоа. И сега предметот им го застарија и си доживеа втора казна. Во тој случај беше и новинарот Кежаровски, ако се сеќавате, затоа што објавил идентитета, тој човекот се шеташе по Скопје, бараше пари. Наркозависник. И во сите предмети имате заштитени сведоци кои воопшто не можеле да бидат сведоци. Се лажни. Во случајот на метастаза, односно докторите, имате лажни сведоци. Во ликвидација, во сите. Сите се лажни. Сите суди и обвинители знаат дека се лажни, бидејќи они ги подготвувале што да лажат. Тамо не е само убака. И никој не носи последици за тоа. Дури гледам дел од тие судии кои незаконитите ПИ мерки ги подпишувале, ненадлежни, знаеле дека кога доаѓа од УБК, надлежен е Врховниот суд, а не основниот. Тие што се појават како реформатори, гласни, многу се гласни, унапредени се во својата функција. И се прашувам, каде одиме ние? Има ли некаде цел каде одиме ние или да преживееме од ден за ден во борбата за власт? Затоа ние полагавме големи надежи како комитет дека може да се исправат овие неправди и понудивме, учествувавме во работата на Советот за реформи на Прибе, кој се распадна, ако се сеќавате, многу брзо, на ово прашање. Понудивме закон за помилување, кој на некој начин покрај простувањето како држава, после секоја промена на власт, секаде се случува, во себе содржеше и блага корекција на неправдата, да можат луѓето кои актуелно беа во затвори,
со скратување процентуално на казната, да може да си ги видат фамилиите. Вториот закон, кој е најважниот закон и за кој ќе бараме многу гласно, и секој на власт ќе биде изложена на наша критика ако не го прифати тоа, дека е неискрена. Тоа е законот за преиспитување на факти и докази користени во судските постапки, кривични, граѓански, управни. Зошто? Заради тоа што со овој закон воопшто не се навлегува во судската власт, во надлежностите и самостојноста. Него се преиспитуваат фингираните докази создавани во МВР, финансиска полиција и другите органи на пријавување кои ја почнувале постапката и незаконитото следење на комуникациите, користењето на полициски провокатори, лажни заштитени сведоци и така натаму. Тој закон ќе возможеше да ги види и јавноста, не само во постапките, кои се тие луѓе кои го креирале тоа зло и кои се тие обвинители кои покренувале обвиненија и кои се тие судии кои го знаеле дека е тоа така. Донесувале такви тешки одлуки, дури во бомбите ќе слушате како одреден судија му се јавува на Мијалков, веројатно сте слушнале, таа беше јавно објавена бомба, го прашува за случајот шпион, дека завршни зборови се вика, да ти ги прочитам казните и позади се слуша дека е тоа кафеана некоја, музика, джагор и му ги чита кои казни планира да им даде на луѓето, беа многу, 20 и нешто, фатинали во завршна фаза беа 18. И му ги чита, Мијалков од другата страна му одговара, а овој каде ти е? Го нема, стави го и него, колку нему? 8 години. И така доби, човекот не беше. Ова ви илустрирам, просто е несфатливо за човековиот ум дека тоа така се случувало. Но овие жртви што го доживеа тоа, ви верувам кој ќе биде филмот, јас самиот не можев една епизода да одгледам, кои трауми семејствата ги доживува пред се со грубото постапување при нивното приведување, секаде со специјални единици. Има деца кои здравјето го имат изгубено, зборам за психичкото здравје, да му стојат со чизмата на врат на малолетно дете 2,5 часа, додека траел претресот. И нормално дека детето се поремете. И никој не носи одговорност за таквите груби постапувања. Да не должам многу, травматични се работи. Мене ми е многу тешко, бидејќи долг период разговараме со жртвите, со нивните фамилии, иако самите сме дел од тоа, многу е мачно да се присеќавате и по некој пат си ја потикнуваме и амнезијата сите ние, за да можат да преживеат овие луѓе, бидејќи не се живее постојано по траума, а во исто време не чувствувате солидарност во државата, во општеството, барем малце да се направи исчекор. Од тука бев многу разочаран кога се распадна тој совет токму на овој закон. Дел од представниците, неким да именувам, од бирократијата се противеа со лажен изговор дека Брисел не давал, а тие во Брисел го представува како закон за преиспитување на судски одлуки, што е апсолутно неточно. И на крај крајва Брисел сигурно не рекол не, него така изговорот беше. Интелектуалците, експертите кои учествуваа се откажаа од натамошното учество во тој совет, токму ради овој закон и законот за поништување на законот за лустрација. Тој закон првиот за помилување помина, тој е фактички законот на Павле Трајанов како пратеник 2015 што го поднесе, а ВМРО не го прифате за помилување. Истиот закон помина 2017. Овие два закона не влегоа во приоритетните, а беа ставени и после распадот на Советот ние се обидовме со една постоечка правна рамка низ увид во работењето на МВР да видиме, да ги најдеме можностите како да им се даде шанса на луѓето да дојдат до можност за фер судење. Такви шанси постојат, иако се ригидни, но нема волја да се направи заради чувството на солидарност, бидејќи ништо не е променето нити во МВР, нити во обвинителство, нити во судство. Постои длабока солидарност, без разлика на која провиденција припаѓаат. Секој негде учествувал во некоја ваква работа, па се штитат, не можете да повторите постапка, не можете да остварите
други можности поволерни правни лекови, затоа што постои неверојатна солидарност. Ако еден е загрозен, сите што се чувствуваат загрозени таму. Но не постојат механизми, како што се има во сите држави во Европа, особено американското искуство е многу поучно за нас. Например, постојањето на Државната истражна комисија, која и по 30 години може да ви отвори повторно случај за вакви злодела. Кај нас тоа не постои. Ако сте една жртва, стално сте жртва. Безнадежно е просто да ги лажеме луѓето дека утре, задутре ќе дојдете до правда. Правдата е казнување за злоделата, никој од нив не е казнат, се надеваме дека тоа никој пат нема да се повтори во Македонија. Но за да не се повтори, ние мора навистина да бидеме искрени и да се зафатиме со длабоки уставни реформи, реформи на законодавството, кои ќе оневозможат владењето на скриена држава, како што беше во тој период, криминализирана до дно. Познати криминалци да ви бидат критериум. Да одлучуваат за све, за иднината на државата, за судбините на овие луѓе. И со тоа да јас како човек не можам да се помирам, бидејќи целиот свој животен век, односно професионален век го поминав во институциите, не паметам ни приближно вакви ситуации и во поранешна Југославија и на почетоците од осамостојувањето, да сега дека ќе дојдеме да разговараме за вакви травматични теми. Јас да не должам многу, сакав само ова порака да ја упатам, дека последната резолуција што ја поднесовме до собранието, тоа беше последниот наш обид, во кој бараме да се осудат сите злосторства и сите чинители во тој период од 91 до денес, не само за владењето на Груевски, и во која исто бараме да се изградат системски уставни законски механизми кои нема да дозволат можност да имаме апсолутна власт, па било која и да е, дали е извршна, дали е представничко законодавна, дали е судско обвинителство, затоа што власт без контрола, како што сега го имаме концептот на судска самоуправа, нормално дека станува апсолутна власт без одговорност. Ако тоа не го направиме, ние и понатаму ќе си имаме продукција на жртви, понатаму нема да има одговорност за злоделата кои се случуваат, али ние, ако некој им заборавил, овие луѓе никој пат нема да им го заборават на Груевски, на тоа злосторничко здружение, Мјалков, злоделата кои ги направија кон жртвите, барем овие што ги знаеме. Верувам дека и другите нема да им го заборават тоа. Благодарам за сега, па. Без да се осврнуваме посебно на овие травматични сеќавања, секако и на таа една диагонала која повлече господин Богоевски и која се однесува на режимот и сите жртви кои тој ги однесе и кои се уште страдаат од таа брутална неправда. Би сакал да најавам дека Цивил во предстојниот период предвидува и една панел дискусија која е посветена токму на лустрацијата, која своевремено беше креирана за да биде алатка, да биде оружје за пресметка со неистомислениците, и на која исто така ќе говориме за ова. Пред неколку дена објавивме едно интервју со господја Емел Рамковска, едно искуство кое за екипата, каде што бев и јас, беше длабоко травматично. Јас бев после и во постпродукцијата на самото интервју инволвиран, и тоа беше навистина тешко искуство. Кога размислуваме и кога разговараме со моите другарки и другари за тоа какви се
проблеми сме имале, какви се закани по животот и по семејството наше и притисоците што сме ги поминале во изминатиот период во времето на режимот, секогаш барем еден од нас ќе се сети и ќе каже: добро, ние може да се жалиме, меѓутоа тоа што жртвите на режимот го доживеаја во затворите и во судско-полициските монтирани процеси, тоа не се споредува. Заради тоа уште еднаш чест ми е да ја поканам господја Емел Рамковска да ги сподели своите мисли и своите чувства и на овој панел. Доколку сакате можете од место, доколку сакате повелете овде. И ви благодарам за посетеноста која се следи. Тоа интервју и го препратив на ќерка ми. На малиот син не е многу емотивен, има 12 години, али реков сепак не. На големиот син кој што сега има 26 години, реков и него не. Нема да го препратам, затоа што скоро некој друг повод беше, дали овој панел тука беше, да, татко ми беше говорник, рече не можам да ве гледам. Значи 26 години има сега, вика, јас тоа не можам да го гледам, затоа не го препратив, али го препратив на ќерка ми, 16 години. Женска некоја солидарност. И ми вика, многу е добро интервјуто, ама јас не сакам да не жалат. Јас не сакам луѓето да не жалат. Не сакам ни јас. Нити па помислував, тргнувајќи од својот карактер таква каква што сум, дека ова ќе го зборувам, еднаш, уште еднаш, можда пак, не знам. И не да го зборувам затоа што е некоја моја желба или потреба, туку затоа што сметам дека ми е должност. Сметам дека ми е должност да потсетам на тоа што се случуваше, да не се случи пак, да не може да биде така лесно. Еве, слушаме колку било лесно да се со животи на цели фамилии игра. Зима беше, 3 зими ги поминавме во Шутка, таа прва зима, Божик беше кога не уапсија, кога не собра. Јас знаев, имав најава, видов татко ми целата слика најден на телевизија и ги чекав. Во Горно Нерезе, горе во куќата, ги чекав можда повеќе од 2 сати да дојдат и да ме земат. Значи можеше да ме нема, можев да, што сакав можев да правам, јас останав. Децата во меѓувреме заспаа, малиот немаше ни 3, ќерка ми скоро 7, големиот 16, тој беше во градот, му реков таму да остане. Кога дојдоа ги гледав како конвој, како доаѓаат, не знам колку возила беа на број. Вече сигурно джипови. Дојдоа и 3 куќи сме тука една до друга, мојата на сестра ми и на татко ми, мајка ми. Моите беа заспани, децава, 9 помаливе. Јас и се јавив на жената која што ми помагаше во тој период со децата, да дојде затоа што едноставно да се грижи за нив и таа на неодредено време, не знам колку ќе ме нема. Заспани ги пренесува од куќа во куќа. Жената, сопругот, мајка ми. Јас останав во мојата. Тие како што влегуваа да претресуваат, така моите деца беа во раце заспани пренесувани. Од една во друга. Не се разбудија, тоа беше добро, не видоа ништо. Но мене одеднаш ме снема. Нели, Савајле, кога се разбудија, мене веќе ме немаше. Она што не сакаме ни да се сетиме на некои работи, јас пак ќе повторам дека многу имам напишано, многу имам пишувано, многу имам цртано покрај читањето константно, затоа што немаш друго што да правиш во 23 часа во една просторија. Сигурно ден за ден, кој знае, еве, не се не сеќавам на цели едни буквално временски периоди, не се сеќавам, испришани ми се, веројатно неодбрамен систем на тоа да преживееш, да умот да го сочуваш во суштина.
да не оставиш да, ете да, можда тебе ќе ти го направат тоа што го направат, ама да не оставиш тука да си бидеш господар на умот покрај се. Во притворот допир со секакви луѓе за крозоморни убиства, заедно си со нив. Станува се некако релевантно, станува се некако релативно. Не судиш веќе никога, тргнуваш од себе, ако јас сум за ништо тука. Па и оно и ово. Мислиш дека сите се ништо не направиле. Сваќаш како функционира системот. Еден момент се сеќавам, зависно 15 до саат, 15 минути до саат имавме секој ден време надвор, на воздух, шетња, така наречена. Многу ми значеше, нели, да кренеш глава и да го видиш небото, што беше нели невозможно инаку. Единственото нешто што го гледаш од прозорите се решетките. И нема да го заборавам моментот кога при една од тие такви излегувања надвор кревам главата да го видам небото и гледам мрежа. Метална мрежа. Низ цел двор. Покриено се. Значи, ни небото не можевме веќе да го гледаме, освен преку мрежи и решетки. Тие мерки на тоа да со татко ми не се видиме нигде, да се празнеше цела зграда, он кога излегуваше надвор. Па него ќе го тргнеа, ќе не вратеа нас, цела зграда. Во просторија 23 часа, во која што нема струја, нема штекер. 2,5 години не можеш да видиш јајце на око, пражено. Храната од притворот, евентуално, за повеќето луѓе, за жал, и ние кои што имавме привилегија да нашите ни носат. Храна па некако, тој дел барем го имавме санирано. Кафето беше, не постоеше. Кафе не постои, во Шутка. Немаш можност. Иако палевме памук на конзерви на Нескафе, па варевме, па нешто правевме, па некако ќе стигневме до некое кафе кое што ќе беше големо доживување. Не се сеќавам, пак ќе речам, првата тетрадка почнав да ја, као да читам што сум напишала, како сум, барем првите денови, не стигнав до таму каде што, и затоа не знам колку дена помина оној прв период во Шутка кога требаше да се јавам, да ги слушнам децата и да им кажам, нешто да им кажам. Измислив некоја приказна, не знам, сум отишла негде во странство, пасошот проблем и така натаму. Но премногу долго траеше премногу долго. Таа приказна веќе не беше одржлива. Дојде периодот на судницата, каде што пак морам да кажам дека таа астма ја добив во судницата, не во притворот, не од влагата и од прашината на притворот, туку од тоа што се случуваше во таа судница. Јас не можев да верувам. Ние не можевме да се браниме, немавме право на збор. 70 рочишта гледаш, една трка со времето да побрзо стигнат до некој договор, некој ден кога треба да дојде до некоја пресуда, а ние однапред веќе гледаме дека сме однапред пресудени, дури веќе после некое време едноставно саќаш дека нема што да правиш, дека тоа е тоа. И ти останува само да гледаш како да се сочуваш сам себе. Проблем беше храната, значи требаше да не јадеме, вода не ни се даваше, можело во шишињата да има нешто. Не дозволуваа да се даде вода. Луѓе имаа со терапии, имаше сортерапии. Цел ден од, не знам, 8-9 кога ќе стигневме до 5 попладне. Тој период, еве 11-та, дури првиот период, веќе пишани во извештајот на Стейт Департментот како политички затвореници. Тоа ништо не значеше.
ништо не значеше. Тоа што ние го добивме спорот во Страсбург за притворот, исто не значи ништо. Најстрашно ми беше кога ја гледав судиката, како во некоја со тенденција да, ако покаже што поголема нечовечност, да покаже што поголема бескрупулозност, како да тоа беше мерка за рангирање во таа хиерархија тогаш поставена. Колку по-нечовек ќе биде таа, ќе биде по нешто поголемо. Штета тој капацитет малку да го усмереа во некој друг смер. Штета, не знам. Штета не само по нас, штета на тоа што го направија на системот, на општеството. Штета што зборот правда, нас ние веќе штета е мене, јас самата себе, уште се терам да зборот правда ми значи нешто, затоа што многу е тешко да одржиш верување, да одржиш значење веќе на морални вредности кои беа најнормални едно време. Сега веќе се слабост, сега се веќе некаков показател на слабост. Показател само ако е некаква сила, тогаш е вредност. И во шутка бевме донесени со претходни припреми, дознав јас од затворенички. Значи, долго време пред да стигнеме беше посебно за татко ми просторијата средена, испразнета, не знам колку време, многу долго време. Во Идризово исто. Јас уште сум мислела дека барем Идризово нема да го видам, ете шутка ја доживав што ја доживав, барем Идризово нема да го видам. И во Идризово многу долго време, месеци. Една просторија резервирана за нас. Емел вика, за вас има тука соба. Не, нема да стигнеме ние до Идризово. Стигнавме до Идризово. Домашен притвор во меѓувреме беше надвор од секаква дискусија. Ирелевантно. Што бев мајка, што не избегав, што имав малолетни деца. Ирелевантно беше нивното постојање, ирелевантно мојата луга како мајка. Идризово, барем, нели секојаш викаме барем, се така вика во притворениците во шутка, да одам побрзо во Идризово, барем ќе имам посети со моите, затоа што посетите во шутка се преку еден плексиглас, дупчиња. Семејството надвор чека со саати. За 15 минути. 10-15 минути, зависи од расположение, колку ќе те остават. Во Идризово тоа беа посети во некоја просторија со маси, слична на некаков ресторан, барем една понормална слика за децата со кои што веќе можев да се видам, затоа што претходно сите молби до судиката ми беа одбиени, 28 месеци, имаше некој одлучено да јас децата не ги видам, да тие не ме видат. Астмата и енормните напори на мојата адвокатка да ме носат на лекар. Првите неколку пати со моите деца јас се гледав во ходници на болници. Ме видоа со лисици. Јас дури во последен момент сватив дека ствари ќе ме видат со лисици, но ајде, ќе се правам како да ги нема или дека е некоја игра и дека они збунети. Но битно беше да се видиме. Посетите во Идризово трае нешто повеќе, но тоа нивно пак на некој начин малтретирање, да надвор со саати чекаат, да влезат, да поминуваат низ детекторот деца. Секој влегување да биде со претресување деца. Во меѓувреме се советувавме со психолози, што значи ова за нив. Од шутка па натаму. Битно беше да не се изменат другите елементи на нивното живење, за да бидат без последици.
да немаат значителни последици. Сега се сведува на тоа дека јас 90-та година, покрај се ова, уште чекам 10-та година можност да дојдам до правда, можност да мене ми е животот под залог, јас не го живеам својот живот, јас уште живеам во некој вакуум, овозможен и на неверојатен начин се уште трае пресуда, одлука на режим кој што ете така ги носел тие одлуки и пресуди, како на кого што му текнало. Факт е дека добро ќе беше да не нема, добро ќе беше да не зборуваме, добро ќе беше да може да се разболиме и да ни се случи уште нешто полошо. За некого подобро ќе беше, но ние сме тука. Покрај цело ова црнило, покрај се што помина, покрај тоа што е 10-та година, јас поради некои чекори што ги превземавме како држава во надворешната политика, има многу надеж дека сепак сме на вистинскиот пат, дека не може да се спречи веќе одењето накај реформи, накај правда. Може да трае долго, и ќе трае веројатно, ја мислам дека сме тек негде на пола пат, но верувам дека наскоро, ја и морам да верувам, за да се одржам себе си, морам и да верувам, али не ми е ни тешко, баш поради отварањето према меѓународната заедница, веќе целта да станеме дел од таа меѓународна заедница, да станеме нормална држава во која што не се објавуваат некролози на странски дипломати, во кој што не сликаме луѓе со панкарти на кои што има некои ковчези и имиња кој кого како ќе убие. Значи веќе не се случуваат такви работи. Се надевам дека здравието ќе не служи и дека ќе дочекаме. Не знам како ќе ни биде на сите, не знам, веќе сме во толку, веќе сме малку уморни. На моменти дури мислиш дека никогаш нема да се случи, никогаш нема да дочекаш. Но еве, ако стојам тука и ако зборувам, значи уште верувам. Значи дека мислам дека се ќе се дојде на свое место во свое време. Требало да го доживееме ова, требало да го видиме ова, се надевам дека во држава кај луѓево ќе надвладе разумот, мора веќе од негде да покажуваме разум, мора веќе да значи доаѓаат времиња каде што навистина ќе мораме сите да учествуваме во оздравувањето од она што се случуваше. Прво како поединци, после како општество. Да оздравиме, за да можеме да бидеме продуктивни. Ние сме многу голема непродуктивност владе. Ние целите секој ден сме политика ни е денот. Што се случило? Политички што се случило. Значи во развиените држави луѓето не знаат министрите кои им се имињата, не им ги знаат. Не знае премиер кој му е името, не му го знае. Кај нас суштински колку што е битен воздухот што го дишаме, толку е битна политиката. Се надевам дека одиме во време каде што ќе станеме малку понормални. Благодарам. Благодарам, господи Рамковска. Пред да го повикам третиот наш учесник, доктор Тодор Пиперковски, би сакал да споделам дека ние овие настани ги организираме со цел да придонесеме кон колективното помнење и да придонесеме кон процесот за соочување со минатото и се разбира
да помогнеме во процесот на правдата, на враќањето на правдата и на можноста ние како општество, ние како граѓанки и граѓани, како поединци, како заедници, да се обидеме да покажеме солидарност. Не е ова сеанса во која ние сега треба да ги слушнеме само траумите. Да, тие се важни, затоа што тие длабоко задираат во животот на луѓето, и тоа не само на овие индивидуи со кои ние имаме комуникација, како што слушнавте и од господинот Богоевски, тоа се илјадници луѓе, илјадници семејства, туку да ја зајакнеме јавната свест, да има гласност во барањата и секако да ја покажеме нашата солидарност, нашата човечка солидарност, нашето чувство дека сме заедно со оние кои страдале. Тоа е нашата потреба и тоа е нашата цел. И секако овие страдања за кои слушнавме и сега, за кои што се пишувало, се снимало, треба постојано да бидат пред очите на јавноста. Зошто? Една од причините секако е за да не дозволиме да се повтори. А секако тоа е и дел од колективното помнење, од културата на помнење, од она што се нарекува процес на враќање на правдата, на сатисфакција за жртвите. Тоа е моја скромна, кратка реакција на овие две излагања до сега. Сега би сакал да го поканам доктор Тодор Пиперковски, кој беше еден од оние што беа жртви на режимот во случајот Метастаза, кој беше спроведен пред низа години. Човек кој помина предолго време во притвор, без никакви пресуди, без никаков процес, кој настрада во процес во кој имаше лажен сведок, измислен и така. Повелете, докторе. Малку мислев. Сакам да кажам дека и мене ми беше тешко и мислев дали да доаѓам, дали не. Овдека, бидејќи поминаа 10 години откако се заврши тој процес и 3 години како се смени власта. Меѓутоа, некои големи битни промени не се случија. Умеѓу време јас сум подпредседател во Комитетот за правда, каде што направивме повеќе состаноци со обиди да укажеме на сите овие состојби, но не треба да престанеме. Се премислив и дојдов заради тоа што помислив дека не треба вакви работи да се заташкаат и да се стават под килим, бидејќи даваме многу лош пример за генерациите што се после нас, кои што фактички Македонија станува лошо место за живење, доколку не се донесат промени, корените промени во правосудниот систем. Значи, 2010 година, некаде може да беше втора, трета акција, првите од 2009 беа како некој пробен балон да видат каква е реакцијата, предпоставувам. Режимот удри на сите, на интелектуалци. Почна со докторите, заради тоа што докторите се прилично самостални како фела, поради тоа што завршиле еден голем обемен факултет, поради тоа што знаете во светот секаде ги ценат прилично солидно и еден важен момент е што они се чувствуваат посигурни заради тоа што може да најдат работа се уште некаде по светот. Овој голем факултет го ценат било каде да се најде човек, ќе најде некоја екзистенција. Но апсењето беше у принцип во главном за да се уплашат докторската фела, да се направи задоволство кај широките народни маси, претежно оние кои што не размислуваат продлабочено, и да се направи маркетинг на самата
партија на власт во тоа време, но едновремено и да се заташкаат некои збеднувања, поради тоа што нашето апсење се случи, да речеме, 2 дена после интерпелацијата на министерот Михајло Маневски во тоа време. И веројатно и заради претходната година, која што не беше многу успешна со Букурештанскиот самит. Сето тоа на некој начин дава една огавна слика, која што ја првпат сум бил, да речеме, у судир со закон, под наводници. До тога сум имал некаква представа розова за правосудниот систем, меѓутоа она што имав прилика да го видам, бев многу длабоко изненаден да фактички таму е дувло на криминал, на производство на криминал. Правосудниот систем е на некој начин врзан со најцрниот криминал. Ние имаме промени во како да ви кажам, во обвинителството монтираат случаи. Еве во мојот пример на случај, ја очигледно гледам транскрипти од 3 прикажал само еден. И тој го сечел, го кроел, па го парафразирал погрешно. Како е тоа можно, да кажеме, ако нема материјал за обвинување, он парафразира погрешно, да кажеме, обвинителот, и тоа така тече. Иначе, осуден сум у предмет, каде што се работи за еден случај, кој што не ни добил пензија, психијатриски случај, кој фактички комисиите за... Јас сум бил член на комисија за инвалидски пензии и председател на таа комисија, и фактички кога се работи за психијатриски случај, во главном двајца психијатри тие одлучуваат дали е вред или не. Меѓутоа, овој случај воопшто не ни добил пензија. Не се работи од времето кога сум бил ја во таа комисија, но се работи од време кога не сум бил во комисија, обичен доктор сум бил. Некој наод имал од мене, со кој што ништо не постигнал. Фактички не постоеше ни кривично дело, ни материјална штета, но ја бев у притвор 512 дена. Како да ви кажам, тоа е прилично долго време, од кои 6 месеци помина во истражниот затвор Шутка, другото време бев на домашен притвор. И едното и другото е апсолутно непријатно. Секако дека Шутка е понепријатна истражниот затвор, ги елаборираше Рамковска состојбите какви се таму. Можам да додадам дека е... Па тоа е очајна ситуација за интелектуалниот човек да ставиш у таков кафес. Прво, се врши морална ерозија на личноста. Ако не е јака личност, може многу лесно да пропадне. Второ, она што е трагично, таму се функционира на принцип дај минати, телефони имаше по собите, кои што не ги продавале, да кажем, службениците од таму, известно време, па после тоа повторно ќе го соберат, па пак ќе платиш, пак имало телефон. И сакам да кажем, најтешко ми паѓало тоа што, кој ќе разговарам со син ми, кој што имаше само 5-6 години тогаш, редовно ми плачеше по телефон, кога ќе се вратиш, го лажев дека сум во Америка, дека авионот се расипал, меѓутоа секој ден иста приказка, стварно психички тоа најтешко ми паѓало. Еве, јас сум доста чврст, ние докторите сме, знаете како малце и од самата работа станати по-тврди, ама некои моменти се стварно огавни. Ова што го спомна за средбите со фамилијата или предолго чекање. Некои чудни моменти, си викаш, па уште не сум ни откривен. 3 месеци чекаме обвинителен акт. Обвинителниот акт е чиста копија на тоа полициската записка што било првиот момент у судница која сме биле, каде што пишува на неопределен датум, во неопределено време, некој некому ветил дека за одредена корист парична ќе му завршил да се стекнал со правото за пензија. Пазите, ни време, ни место, ни кој што. Треба да енергија употребиш да растумачиш што сака да кажи со овој акт некој. Или испрашувањето се состоеше дали го познавате лицето од обвинението, некој си одреден човек, кој што, ја кога прашав што бил тој опериран човек, пациент, нешто, ми рече пациент, а кога бил на преглед некаде пред 2 години, од денот на кога сум уапсен. Тоа знаете како е, како да ве праша некој пред година и пол на одреден датум, што сте доручкували, ако може да се сетите.
така некако доаѓа. И фактички тоа беа режимски подредени судења, каде што обвинителот само повторува тоа од полиција што ќе добие записка. Слушнавме, не ми се веруваше просто. Ја одев на другите состаноци што ги бевме организирале и неверојатно што се појавили и сведоци од полиција кои што сака да потврдат како тоа идело монтирањето. Така да сега сум убеден дека сето тоа монтажа било и дека фактички не ми е јасно од една страна, како да ви кажам, додека седевме во истражниот затвор, се случи да тогашниот министер Михајло Маневски смислил да ги осовремени малце затворите и ни ставија внатрешни блокатори у самиот ходник, блокатори кои што зрачат огромна енергија за да направат блокада на телефоните, а на толкова близина не смее да има такви блокатори. Претходните блокатори заради штетност се ставени некаде кај оградата, меѓутоа под мотивација дека сметале на околните населени куќички, решиле да стават уште еден систем на вакви апарати што ќе сметаат и комуникација и исто беа ставени камери. Кога прочитавме весник колку пари потрошиле за апарат што е равен на некој рутер и камера, искочи како целиот ходник да го наполниш автомобил до автомобил, сите ходници да ги наполниш со автомобили паркирани по цела нивна должина. Толку пари потрошил за камерите, за не знам што. Од една страна нас не обвинуваат за нешто потпуно недокажано, дали јас сум дал вистинита медицинска документација или не, а при тоа воопшто не прават судско-медицинско вештачење. Така да, тоа е јасно дека за македонското судство не треба многу да зборуваме и да се чудиме. Доста се само два примера. Едниот пример е кога некој судави у кофа 2 кила вода, во затвор и го крстија самоубиство. Тоа е типичен пример кој што го учат у судска медицина студенти дека е неизводлив и дека не може да биде самоубиство. Рефлексите и нагонот за преживување се посилни од ова желба танатус нагон се вика стручно за самоубиство. И имате и други примери. Имаше некој со друг новинар како ги убивал жртвите, па Боже му вестник пишувал. Што да кажам, многу има примери кои што апсолутно се за да се фати човек за глава како е тоа функционира, а да не збориме уште повеќе во имотно-правните односи кај денационализација, национализација и тука има едно чудо, предмети што ги читаме секој ден преку весници. Така да елаборирана е ситуацијата. Ние сме зборувале многу пати на истава тема и сметам дека до сега само 2 случаја се ревидирани, повторено процесирани во Македонија. Мислам дека беше тоа Сопот и уште еден случај. И едно интересно што кога ќе се случи некаква отргнување од казна, никој понатака не се интересира добро кои луѓе доведоа до оваа хаварија. Дали тие сносат некаква вина. Тоа апсолутно се заборава. И сметам дека е катастрофа ако не се изврши промена во оваа мала држава во правосудниот систем и тоа коренита промена. Тука кога ќе кажам правосудниот, мислам и на судство, и на суди, обвинители, но и на органите од МВР. Некои служби кои што очигледно не функционираат како што треба да функционираат. Него сосема тука постои криминал и тешка злоупотреба на службената положба и овластување. Ондак ценам дека ако не дојде до ваква работа, ако се тура под тепих сето тоа до сега што е сторено, кај народот владее или апатија, која што се шири, или постои и внатрешна сокриена омраза. Не дај Боже нешто ако се случи, ние ќе поминеме бетер него Босански лонец, што беше на времењата во екс-Југославија кога се растураше. Сметам дека правдата и правдината се важни за сите граѓани на оваа земја, независно од која се нација, националност, вероисповест. Тоа се живее добро само во држава каде што постои безбедност, бидејќи
со никаков правосуден систем, сигурноста кај граѓаните е веќе пореметена и они се чувствуваат несигурни. И оно што кажа Богоевски, мислам дека многу млади бегаат токму ради тоа. А ја како родител, еве веќе ќе бидам скоро у пензија, ама имам можност во некои држави постојат да можам да поработам и како малтамо се може да работиш дека сам чувствуваш дека можеш да работиш. Све би направил да си ги трнам деца од оваа земја, бидејќи не сакам да живеат во држава каде што постои правна несигурност. Не може тоа така некој намерачил некого и ајде ќе му предизвикува хавари, ќе го држи по шутки. Еден куп, да би кажам, еден куп бракови се растурија од луѓето што поминаа по шутка. Што да ви кажам, тоа се хавари невидени, животни, пропали работи. Имаше еден куп луѓе што изумреа, родители на тие што беа лажно обвинети фактички. Пазите, пресудата во Метастаза, сите што биле обвинети и собрани во првиот налет, од прв до последен сите завршија во притвор, можда една особа ја пуштија, една женска особа дека не била добра со здравје, во домашен притвор, значи сите завршија со притвор, и на крај сите од прв до последен беа осудени. Па најдобрата полиција у свет, Скотланд Јард, да, кога функционира некаде или кога бркаат во Италија мафија, па тие што ќе ги приберат, ќе најдат некој дека е собран погрешка. Или ќе има некаква разлика. Овдека се одеше сите прибрани, сите осудени со многу чудни пресуди. Значи, првим беа чудни и обвиненијата, заради тоа што за да ти наметнат обвинение по некоја точка, каде што треба од 3 до 5 години да лежиш затвор, или од 3 до 7, не се сеќам точно како беа, треба да има направено одредена материјална штета што се мери во просечни македонски плати, некоја цифра 200 плати, да речеме 300 плати. Но овдека во нашиот случај имаше случај каде што нема никаква материјална штета предизвикана, па дури и еве во моја пресуда нема дефинирано прецизно што е моето кривично дело. И пак повторно сме пресудени колку за време на притворот. Која е таа пресуда колку за време на притворот? Некој седал 2 дена, некој седал, да речеме, 2 години, колку за време на притворот. И мислам да е тоа нонсенс, се случи, мене првично дали беше грешка или нешто, првиот суд ме осуди колку за време на притворот во шутка, како да изумја дека имав и многу домашен притвор. И после тоа во апелација, се жалел и обвинителот да се покрие целиот притвор. Ние носиме нови докази, нови материјали, воопшто не ќе да ги погледнат. И, како да ви кажам, се случува да фактички ми ја зголемиле казната по однос на притворот, малце поголем притвор, условна казна. Тоа обично не е практика. Во апелација обично се намалуваат казните, а не да се зголемат, но еве тоа време и така функционираше. И друго што е, како да ви кажам, од 3 дена, кога имате собрано 30-40 луѓе може да бевме, од 3 дена, 2 дена во апелација да го потрошат времето, ни го чита обвинителниот акт за сите, се и се што, топој материјал кој што воопште некого не го се тиче. И со тоа да го потрошат времето, да нема време за реална дискусија и реално разглабање на случаите. Ние се спремавме, мислевме ќе имаме секој по толку минути што да кажам, што ќе има расправа, не постои расправа. Значи, осуден сум чисто само по некој исказ на заштитен сведок, кој што нема допирна точка со лицето од обвинението, него не знае, него не познава, кажува нешто паушално, кое што негови искази, па и ниво на интелигенција не се толку високи. Во тек на самата расправа се обидува и јас и други некои од колегите да постават унакасни прашања да се увиди дека овој зборува невистини заштитениот сведок, и тоа се воочува и се свршува работата со тоа што ќе се расипи компјутерот, да престане откривањето на заштитен сведок и така, ни записници на време да добијаме ништо. Немаше тоа партизанско судење, не сум очекувал, партизаните биле злато према овие. Не знам што да речем, пак колку било, што имало некој ред. Но
И да не заборавиме, тоа е време кога имало цела светска војна пред тоа и можда било нешто и неисправно, но сега у 21 век да се спроведат вакви судски процеси како што беа, мене ми е очајно. А очајот уште поголем станува, еве сега 10 години после тоа, кога ќе погледам телевизија и кога ќе видам некој настаните, например, од собранието, каде што некој отвара врата смислено, па други кршат глави натре што ќе влезат и сето тоа да помине со барање за неказнување или ослободување на тие луѓе и да не се спомнат нашиве случаи кои што трае во период низ години помина тогаш, мене ми е тоа се огавно и очајно. Верувајте дека повеќе го ќе сретнам полицаец, не се чувствувам пријатно, неколку што ги имам познати, ми е тешко да комуницирам со нив. Ондак, кога ќе некој што има луѓе од правосудниот систем пријатели, прилично сум ги дистанцирал, заради тоа што ценам дека тоа не било задружење, заради тоа што не функционираат исправно. Јас сум кажал пример да ние во здравството функционираме како овие во правосудниот систем, а верувајте, ако дојдат 10 човека во болницата, 7-8 убрени ќе искочат како ништо. Значи, мора професионалноста да биде задржана максимално, односно тие се суптилни министерства, суптилни институции, кај што треба безпрекорно да биде нешто коректно. Идеално не може да биде никој пат, но треба да биде тенденција да нема вакви случаи повеќе во иднина. Тоа сакав да кажам. Во главном сметам дека ако не се ништо донесе промена во правосудниот систем, дека тоа ќе биде пропас за земјава, ќе ги видат последиците покасно. Ќе се случи нешто што ќе се случи, ќе има, ја мислам дека нема да постои цела држава, да ви кажам искрено. Многу од сите тие што сме биле по вака прошетани по судски затвори, ако дојде да кажеме, например, попис, сите викаат, ја не ќам да бидам повеќе македонец, ја се срамам да бидам македонец. Едноставно неам зашто да ја чувам оваа држава, ако таа мене волку не ме цени. Значи, беа апсени професори, беа апсени доктори, беа апсени некои други интелектуалци, па новинари имаше, па што немаше, и ако вака треба да заврши целава работа, да затачкаат све, верувајте, ја искрено оваа држава не ја признавам. Ова нема елементи на државност, бидејќи фали една власт. Таа е независната, најважната, што треба да е коректив на другите две власти. И ако таа власт фактички не функционира или функционира погрешно, ние не сме направиле ни попис никаде во земјава, па што сме ние? Само поднебие некој нерешен случај. Така да ценам дека тешко ќе обстане заедницата. Тоа е тоа. И жал ми е, малце тешко ми доаѓа кога се евоцирам на овие спомени, меѓутоа точно и тоа дека сме опчинети со овие проблеми. Толку ли е тешко да се повтори еден судски процес, ја не можам да разберам. Што е тоа толку тешко? Ако треба ќе го платиме сами. Ако сме криви, нека лежиме повеќе у затвор. Имам еден предлог, сакам малце да прочитам. Имам предлог да се донесат закони, предлагам. Значи, закон за да нема неосудивост на суди и на обвинители. Значи, мислам дека кај нас сега, дека они се заштитени како бели мечки, да ништо не може да им се случи. Јасно е дека ќе се понашаат баханато во ваква ситуација. Значи, такви закони, ја не сум правник, не можам многу добро да се изразувам, меѓутоа околу суди, обвинители, па и полицајци, да може да се ревидира нивната работа и не само внатрешна контрола. Внатрешната контрола е нешто кај што ќе се обидат секако да се заштитат меѓу себе покрај тоа нешто што ќе биде направено погрешно. Туку малце да се внесе кај судиите, поготово и кај обвинителите, и надворешен странски мониторинг. Да не биде само комисија директно од оваа земја, него да биде мешана комисија од друга. Како кај нас, кога докторите нешто ќе треба да оперират некој важен човек, државник, после некаква несреќа, викаме странски доктори со нас, истото да се повтори оваа држава. Нема ништо да ни падне шанот на... Не знам како да ви кажам, зашто
Тоа се луѓе, јас добро знам кои луѓе отидоа на правен факултет, значи имаше и многу вредни и способни и одлични, и углавном тие станаа некаде на факултетот како професори, но имаше и многу други кои што едва и проваѓаа низ гимназијата и голем дел од нив ги познам денешно време како некои видни, важни судии. Пазите. Она што како да речем, ако не може да комуницира со странските суди, слободно, нека си викне и преводач, па се што ќе работат, нека работат заедно со преводачи. Не можам да сватам дека толку важни места држат позиции и се понашаат така своеглаво да може да ти држи предмет година дена у фјока или нешто друго. Сепак треба да се ревидира. Ако кој да дојде власт, значи не е важно, јас не го зборувам ова за реваншизам сега на одредениве. Значи и други и трети утре што ќе дојдат треба да имат средено судство. Овој систем мора да се среди. Ние и избориве ќе дојдат, еве и се во тек, но од некои ветувања што и побарувања од Европска унија што не ги бара, не ги стигнавме да ги завршиме. Меѓутоа, ценам дека едини спас за земјава е ако што побрзо се приклонат кон државите кои што имат среден правосуден систем. Толку од мене. Ајде, добре. Благодарам, докторе. Имаше еден коментар во на нашето видео кое е на Facebook, во кое на самиот почеток, во кое имаше прашање зашто не зборуваме на темата правда и правда за жртвите на режимот, зашто не е дојдена. Се разбира дека овој панел, како и минатиот пат, така и сега е отворен за сите аспекти на тоа што значи тоа што ние го поминавме, тоа што го поминаа жртвите на режимот. И тоа низ кое и сега минуваат, се разбира. Тоа што го слушнавме до сега ќе остане запаметено, ќе остане запишано, ќе остане на располагање на јавноста, на сите што сакаат да придонесат кон враќање на правдата, кон враќање на владењето на правото и кон градење на едно општество и на една држава во кој има правна сигурност, докторе. И јас верувам дека ако сите заедно бидеме солидарни и се обидеме да дадеме секој свој придонес кон ова, а вашиот придонес денеска е навистина бесценет, ќе дојдеме до подобри денови, до подобра состојба. Колку што можам да забележам, до сега моите колешки и колеги кои ја следеа дискусијата на онлайн платформата, не знам, немам пристап до инбоксот на Цивил, дали има некакво прашање или коментар од таму. Доколку нема, се разбира, отворени сме и понатаму да разговараме со луѓето, да направиме интервју, а секако и да објавиме нивни. Добивам порака дека нема прашања за сега. Доколку овде има присутен прозбори, ако сакате можете да дојдете овде. Повелете, представете се, кажете од кој предмет сте. Мислам, јас знам, но да, повелете. Добар ден на сите. Јас сум од, не знам, можам да поновата историја, еден од по-долгите предмети, Змиско око. Не знам од каде да почнам, дали ја почнам од да се повторувам секој со својата приказна,
Ќе почнам од 2007, 18 ноември. Се случуваат првите апсења по напlatните рампи, не апсат специјалци, со црни маски. Јас не сум во првата група, но од првото апсење до моето приведување проаѓаат 6 дена пекол, во кој што секој ден на вести слушам Латас како најавува ќе има нови апсења, како тоа се најголемите криминалци во државата, украле 9 километри аутопат и така натаму, за да во сабота 23 ноември дома во моје отсуство влегуваат специјалци 5 на број со цивилен инспектор. За разлика од претходните говорници, ја нема да кажам луѓе вакви, јас ќе ги именувам луѓето. Инспектор Ристов Никола. Влегуваат кај мене со автомати, покрај 9 годишно малолетно дете, влегуваат во спалната каде што спие, отвараат шкафови и ме бараат мене. Јас воспоставам контакт и му велам што треба да направам. Вели треба да дојдам во полициска станица Газибала. Јас во тој момент избезумен, не знам што да направам. Сеам кај еден пријател адвокат, он ми вели јас ќе ти пратам адвокат, немој да одиш сам. Одам со адвокатот, пиевме едно кафе во тоа што отвори Рамстор и нормално тргам во полициска станица Газибала, поточна автокоманда. Само што ја паркирам колата и ја заклучувам и кога се завртам на другата страна, ме чекаат специјалци со црни маски, се страчуваат на кај мене, ми ги виткаат двете раце, ми става лисици, силно со силни зборови, немој да даваш отпор. Мене беше се уште нејасно зашто ми ги ставаат лисиците. Ме качија горе во 2 пати поголема соба од оваа, таму веќе 40 луѓе, 30 и нешто и нон-стоп носат луѓе. Не знаеш дали е трагично или е комично. 2 сати 3 седиме таму, почнуваме ние да галамиме што е проблемот и тогаш не вадат еден по еден и како на мали деца у градинка, на двајца по двајца ни ставаат лисици на рацете, не качуваат од задниот влез на полициската станица и не носат. Не знаеме каде. Во Дифендерот со Церада не се гледа каде не возат, тури еден колега на шала вика, се знае кај на стрелање. Не однесува во дактилоскопија, отисоци, затворски броеви и то таму во полициска Карпош, во полициска Битпазар е мене во однесува. Воопшто никој не дојде, тој истиот инспектор, напишал таму дека се бранав со молчење, ме праша што имам да изјавам за настанот, потенцирам настанот, а наводно сум обвинет за период од 6 месеци. И јас не знам што да кажам, он запишал што запишал. Од таму, цела вечер, прво не симнаа во кели во подрумот на полициска станица Битпазар, за да са бајлето не носат на истражен. Застануваме исто со дифендерите пред джиповите пред истражен, колона не снимнуваат еден по еден и по двајца специјалци под мишки не носат. Само што стигнавме пред влезот на истражен, слушаме на радио врска на полицајците кои не носат, им велат вратете ги назад, не е дојде на камерата. Циркус за широки народни маси. Ајде не вратија повторно во джиповите, па не свртеа еден круг околу судовите и повторно застанавме за да камерата од МВР не снима. Еден од колегите почна да реагира бурно и наводно тука тој одговорниот вели не е тоа за во телевизија, тоа е за на МВР архива. Лага. Уште еднашка лага. Истиот тој момент, тоа истото се проектира на сите телевизии, презумција на невиност никаква. Значи, тука не држа до тој ден, значи, јас од сабота са бајле од 9, дури во недела
спрема понеделник, во 3 сат завршуваме со истражниот суд и само не викнаа во ходникот на истражниот судија да потпишеме едно плаво белевче и од таму во комбе доле во подрум и ушутка. Ушутка, после сето тоа, јас 4 сати бев врзан со листица у ходник и чекав да некој ми најде место каде да влезам во која келија, пошто 70 души, голема мафија тоа, нема заебанција. И спиев 48 дена на земја, пошто немаше каде. Само што дојдов до кревет, валја дојде некој побитен од мене, па ме избрка у друга келија, повторно уште некој период на земја. Таму условите сите ги знаат какви се, далеку од човечки. Мислам дека во одредени периоди помислам дека животните имаат подобар третман него луѓето таму. Без разлика дали се за криви, дали се прави. Сепак хуманоста треба да се има во предвид. 13 години од тогаш до сега. 2 пресуди. Првиот пресуда, првото судење, не носат од притвор со лисици, со специјалци, не судат во царина, зашто очигледно државата не планирала дека ќе апси по 70 луѓе. На кровот на царина снајпери поставени. Не знае човек дали да се плаче, дали да се смее. Мислам, не знам колку им е на сите познато сето тоа и колку се сеќаваат на тој момент. Пресудата е повеќе од фарса, обвинети дека сме украле први 8 милиона евра, па 5 милиона, па 2 милиони, за на крај солидарно да ја надоместиме во член во кој што минималната казна е 4, со сите судски убlažувања 2, ние добиваме условна казна. Тресла се гора, родио се миш. Втората пресуда, апелација ја поништува нормално и после втората пресуда е повторно фарса. Првата пресуда нормално, пак ќе кажам, ќе работам со имиња, судијата Вангелина Маркудова. Унапредена после тоа во уставен судија. Тој истиот судија кој значи не си ја извршувал работата онака како што треба, сега е ставен да го штити уставот на државата. Тој истиот судија кој дозволи да вештак лажен, во наводници лажен, затоа што нити го има на список на вештаци, нити го има во листа на вештаци при Основен суд Скопје 1, изготвува вешт наод кој ги контрира вештаците од Биро за судски вештачења, они го судијата го пристафаќа и заснова пресуда врз основа на тоа вештачење. Апсолутно кривично дело, злоупотреба на службена положба. Второто судење доаѓа Нича, кој беше судијата Јани Нича, кој беше втор судечки судија во истиот предмет, сега станува судечки судија, ја повторува постапката, не ги почитува смерниците од апелација, носи иста пресуда, малтене, со запреки и изменета, која повторно паѓа на апелација. Во меѓувреме, злосторничко здружување застарува, со првата пресуда, првата судика не ослободува, со вториот судија констатира застареност. За третиот пат, сега, доаѓаме ситуација после 13 години, обвинителката од организиран криминал, не знам како се вика, пошто не, Милица се вика, не знам како се ви презива, само излегува и кажува, останувам нистото пред 13 години. И ние кога го побаравме од судечкиот судија сега, Туфекџич, Владимир Туфекџич, да го прочита обвинителката обвинението, судијата ни вели во интерес на времето, јас не го читам. Значи, ние ништо не знаеме за што сме обвинети, он во интерес на... Мора државата си направи реформи во правосудниот систем. Мене не ми јасно, сакам сите да ги прашам, која е улогата на
адвокатите по службена должност во судските постапки кои се водат во судот. Како фарса, за да се запази постапката, значи ние во 13 години финансиски бевме дотерани до просјачки стап. Ние веќе немаме пари за адвокати, на сите ни се доделуваат службени адвокати, а службените адвокати се неми постранатрачи и послушници на судиите. Така да институцијата, обвинител, судија, службен адвокат во моментов функционира перфектно. За да не можеме да дојдеме како обвинети во последното судење до записници од судска постапка. Значи, од рочиште не можам да добијам записник. Не ми дава записник судијата, а адвокатот кој е службен адвокат ми се јавува, ми вели, немој да досеѓаш кај судијата. Замислете, немој да досеѓаш кај судијата. Да не го наљутиме судијата. Слушам, ветинг не сакаат да има. Слушам, се прават напори, ќе имало измени, оној судија и обвинител кој ќе сгрешил, ќе бил отстранет и сменет. Стварно голема казна. Стварно голема казна за истиот тој да дојде утре адвокат и истата приказка. Се знае, ако сгреши, кривична одговорност. Ако за другите, како лекар, како било кој било, има кривична одговорност, зашто за него да нема кривична? И тој обавува општествена функција. Не знам што е тој повластен. За да сега, после 13 години, после тешка борба, благодарение на сегашната министерка за правда, предпоставам се заложува и премиерот, ние добивме еден документ кој ни дава една светла точка во тунелот, о кој што потврдуваат дека лицето Борис Арсов е во суштина лажен вештак, лажно се представува и судиите и Маркудова и Нича засноваат пресуда врз база на негово вештачење. Што и сегашниот судија на приговор од мене повторно останува глуванем, го прифаќа приговорот, не суди и во усмениот дел на изрекување на пресудата, цитирам, во предметот недостасува квалификаторен елемент штета. Значи нема штета, ние не сме направиле штета, ама сме виновни. Или во превод, ве судам за убиство, ама убиен човек нема. Ова не ми е јасно. Во меѓувреме, ние, делот обвинетите, мислам дека сме 9 или 10 на број, ја тужевме државата. Прво патешествие низ Врховен суд, судење во разумен рок. Судот Врховен е должен во рок од 6 месеци да одлучи по барањето, кај нас одлучуваше 3 години. И сега истиот тој суд одби барање на второстепена, затоа што додели минимални износи на пари, на надомест, и го тужевме, ја тужевме државата, добивме во Страсбург. Се надевам дека апелација нема да подклекне на било какви притисоци, оти обично народната важи, врана на врана очи не вади, а овдека не знам како ќе донесат по трет пат сега осудителна или ќе потврдат пресудата, кога два пати ја поништија. Втор момент. Имаме приговор за застареност на делото. Таа малку ја правно дека ќе зборувам. Мен не ми јасно како може еминентни стручњаци од држава велат да, вашиот предмет е застарен. Ние сме обвинети по член 353 став 5 за злоупотреба на службена положба кога правиш штета при тендер или на буџет или при јавни набавки. Че ние буџетот не сме го штитили, евидентно судот констатира дека нема квалификаторен елемент штета. Сега, сепак не ми јасно овдека, не ми јасно како, по кој основ судијата ни додели казните. Јас сум во последната пресуда осуден 1 година затвор во замена за 2 усов. Казната не кореспондира со членот по кој што сум обвинет. Значи, не кореспондира никако. Не знам како
судијата го одбива и барањето на обвинителството да во втора пресуда изрече казна, изрече паричен надомест, тоест да ние да надоместуваме штета, а му дава право на јавниот правобранител да не тужи во граѓанска парница и да докажувате штета. Уште полошо, ова е уште полошо. Место ние да завршиме после 13 години, ние продолжуваме. Сега, во поглед на застареноста, вели, за дела за кои што е направена предвидена казна над 5 години, застаруваат релативно за 10, апсолутно пута 2, 20. Под него е, вели, за дела кои е над 3 години, релативно застаруваат за 5, апсолутно за 10. Тоа е нашиот член. Ние сме 13, ние поднесовме приговор, судијата не сака да одговори на приговорот. Во меѓувреме, што катастрофи сум доживеал? Изгубив татко, изгубив семејство, изгубив мајка, изгубив сестра, со никого не комуницирам, затоа што станав темпирана бомба, сето тоа станав агресивен, се што е асоцирана претходната власт, ме тера да бидам страшно агресивен. На улица ги гледам и ќе ги кажам, сум ги плюкал. Не е тоа во ред, ама не можам. Појако од мене. Ми го уништија животот. Мене ниту една пресуда, ниту едни пари не ми го враќаат тоа што сум го имал. Ама мора некој овде да се зафати сериозно да го смени. Значи сериозно да го се зафати да го смени. Очекуваме и се уште очекувам дека ова што беше сега, оваа власт дека тоа ќе го поправи. Ќе го поправи. Надежда постои, ние ќе се бориме. Јас како представник од Мискоко, државата ќе ја добиеме секако. Се уште само не ми јасно зашто ние се уште се судиме после толку години, кога знаат дека во Страсбург ќе го изгубат државата предметот. Зашто не ни ги скратат и на смаките и не си ги направат штетите по мали штетите за државата. Читам во пресудата последна 4 ослободителни и читам доле коментари од луѓе. Коментари од луѓе, па сега и државата и да им плаќа пари. Не ми е јасно каде има тука човечност. Нека дојде некој од тие што коментира да влезе еден ден внатре. Со црна катран коса ќе излезе, за еден ден ќе му поболе косата. И за еден ден. А не за јас колку што бев 6 месеци или луѓе што биле многу повеќе од мене. Значи порака до оваа власт и до било која. Предпоставам дека јас не сум партиски определен, не сакам да се врати претходната власт. Тоа се, значи луѓе, не сакам да именувам кој се бил инволвиран. Значи не е човечки да се ситиш на некого. Тој истиот господин, началник во тоа време на организиран криминал, Митко Чавков, нарачува апсење на 120 луѓе од патарините. Обвинителката која треба да не апси, вели немам толку студница, тоа се 200-300 луѓе, тоа е универзална сала, концерт. Не ме интересира премиерот побара толку. Па што сме ние, стока ли сме ние? Предмет за задоволување потребите на премиерот ли? Циркус за сите? За да сите во првиот момент, малку им е, ако им е, сега после 13 години сите велат, па вие не за ништо не сте криви. Шо имам јас од сето тоа? Благодарам на сите што ме сослушавте. Благодарам и за ова потресно сведоштво. Искоментиравме веднаш на последниот став дека веруваме дека тоа во преносна смисла на зборот го зборувате, меѓутоа и да ја замолувам и нашата публика да има разбирање за тешките трауми и трагедии низ кои сте поминале заради сите потреби на режимот да си игра со човечките судбини, како што ќе посакаа при тоа и да уништува и човечки животи и сите и нивните семејства, а општеството
општеството да го травматизира и заплашува за да може да владее и понатаму. Јас во мојата комуникација не гледам дополнителни прашања, но и во секој случај мислам дека за нијанса го надминавме и времето предвидено за овој настан. Горд сум и чест ми е што денеска бев со сите вас, вклучувајќи го и последниот говорник, докторе, господјо Ранковска, господина Богоевски. Им благодарам на моите колешки и колеги кои беа на дескот и ви благодарам вам што денеска дојдовте и овде, а секако и на тие што не следеа во изминатите 2 часа. Да останеме гласни, да се врати правдата. Ќе продолжиме понатаму со слушање и со поддршка и со солидарност со сите жртви на режимот. Ви благодарам.